Со секое вработување во странските фирми државата губи по 5500 евра. Ова се поразителните податоци до кои дошле економските аналитичари, споредувајќи ги средствата што државата им ги дава на странските компании и парите кои тие ги враќаат назад. Анализите направени за периодот 2007-2015 година покажуваат дека странските компании кои се 25 на број и вработуваат 12.600 лица, добиле директна државна помош од 160 милиони евра или по 12.600 евра по вработен. Во исто време за плати и придонеси тие исплатиле околу 90 милиони евра или 7100 евра по вработен, што е за 5500 помалку од она што го зеле. Ако државата директно им ги давала парите на луѓето што работат во овие странски фирми, тие би имале двојно повисоки приходи. Исто така, профитите на компаниите, на странските компании кои што добиле државна помош, изнесуваат 235 милиони евра, односно скоро 3 пати повеќе од платите на работниците, што е навистина перверзна ситуација. Тоа се на се значи дека државата практично зема пари од македонските даночни обврзници и со тие пари генерира дел од профитите на странските фирми. Просечната плата во сите странски компании во државата е околу 260 евра, додека во Штипски Джонсон Контрол стае околу 200 евра, што е за околу 100 евра помалку од просечната во државата, покажуваат анализите. Од друга страна, состојбата била лоша и кога во прашање се почитувањето на работничките права. Работниците кажуваат дека има редовно мобинг, а во 4 до 5 компании работниците кажуваат дека се принудени да работат за време на викенд или за време на празници. Во 4 до 5 компании работниците кажуваат дека не се платени за дополнителната работа. Исто така во 2 од овие компании работниците кажуваат дека им се ограничува слободата на говор, например им се забранува да разговарат помеѓу себе или со луѓе што се надвор од фирмата, за тоа колку им се платите, какви им се условите за работа и слично. Во 2 од овие компании работниците кажале дека им се забранува извршување на одредени физиолошки потреби. Иако во државите од кои доаѓаат инвеститорите има силни синдикални организации, ова не е така и во фирмите кои тие ги отвориле во Македонија. Нема. Колку јас што знам, нема. Има и во некој со тие за нашата студија жени и синдикати не користеше репрезентативен примерок и не се фокусираше само на странските инвестиции, се фокусираше на синдикатите на државно ниво. Меѓутоа слушавме примери дури каде што мајка на 5 деца била отпуштена само за интересирање за можноста за формирање на синдикати, вклучување во синдикат, а не па за вистински покренување иницијатива за синдикат. Поради ова, експертите и невладините бараат итно воведување на индустријска политика и директна државна помош за домашното стопанство.